Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Ова е видеото што ви го ветив во кој што ќе се осврнам на 5 романи од Петр М. Андреевски. Значи ова нема да видат некакви осврти или рецензии, со само накратко ќе направиме на топ листа едно рангирање, повеќе за да биде позабавно. Ќе зборувам за накратко за романот кој што најмалку ми се допаднал, па ќе дојдам до романот кој што сметам дека според мене е негов најдобар роман. Ова е дел од мојата потрага по големиот македонски роман или најдобрите македонски романи, така го нареков, затоа што постои еден концепт во Америка, The Great American Novel, и оттаму сакав да си поиграм со тоа. И идејата ми е да прочитам и да препрочитам така поголем број на македонски романи и да направам една моја листа, мој избор на најдобри романи. Не знам, најверојатно ќе ги рангирам за да биде поинтересно. Меѓутоа, тоа ќе биде моје видување, а пред да се осврнам на романите на Петр М. Андреевски, сосема накратко две работи. Значи, прво, сакам Петра да го сместам и да го споредам со најдоброто во светската книжевност. Значи, не сакам да го споредувам со други македонски автори или само во македонски контекст, туку да сакам книжевно да се осврнам кон неговите дела, да видам дали може да се носи со најдоброто во светската литература, кои се негови можеби силни, одлични страни, дали има некои си слаби страни во неговото пишување. Знам дека Петр М. Андреевски е чувствителна тема, чувствително име, и мислам дека делумно тоа се должи на темите со кои што се занимава, кои што се го засегнуваат македонскиот национален идентитет и така натаму, и имаме некоја емоционална поврзано со неговото творештво, и тоа е окей. И авторот не мора да се одвојува од тоа што го пишува, дали пишувајќи за страдања, трагедии, обесправданост на македонскиот народ и така натаму, тоа си сосема окей. И меѓутоа не ми е тоа поентата, иако тоа е чувствителна тема, и ако сметате дека ќе го искритикувам и дека не смее да се каже ништо за неговите дела, во смисла критички да им се пристапи, тоа не е окей, затоа што за било кој писател може да пристапиме критички и да кажеме дали кои се силни страни, кои се можеби слаби страни. Значи, мој став е дека не е се што Петр М. Андреевски напишал ремек дело. И да речеме дека не е пире и не знам, книга за која што не смее да се дебатира, дека тоа е најдоброто нешто во Македонија што е напишано. Меѓутоа ќе видите пире и каде стои на листата. Така што од кога ги тргнав овие две работи од маса, сега може да почнеме со топ листата и да почнеме од место број 5. Романот кој што избрав да го ставам на 5-то место е романот Тунел, кој што Петр М. Андреевски го издава во 2003 година. Што веќе напишав печатоци за овој роман, значи според мене ова е негов најслаб роман и се двои од сите останати негови дела со тоа што го доживеав како доста безбоен, доста сив, монотон, надворен од неговата можеби удобна зона. Петр М. Андреевски, значи тука не се зборува за селска средина, значи действието се одвива во Скопје, меѓутоа 2/3 од романот беа доста монотони, не ме повлече приказната, не ми значеа ликовите, на крај малку ги издраматизира, ги направи, ги подобри работите Петре, меѓутоа се заедно овој роман не ми остави силен впечаток. И она што треба да го знаете и што сакам да го кажам е дека од тука, од ова 5-то место нагоре, значи двојки се од овој роман понатаму, сите дела се добри. Добри се во смисла нема промашување, само се работи за тоа кое дело е подобро од некое друго дело или кој роман е подобар. Оно што сакам да го кажам е дека понекогаш и може да има добра приказна, која што е добра, меѓутоа можеби не е добро изведена, не е добро напишана. Некојаш приказната заплетот е можеби не толку силен, меѓутоа мајсторски е напишано тоа, и тоа може да не го продаде писателот и да не купи со добриот стил. И мислам дека кај Петре М. Андреевски ги има и двете работи. На четврто место одлучив да го ставам, и ова може да биде изненадување, но за многу луѓе Невеска Тимјановна. Ова е роман чие действие се одвива околу Втората светска војна и по Втората светска, значи Грчката граѓанска војна, по војната, значи Грција, Југославија, значи главниот лик е една девојка по име Невеска, која уште многу млада, како многу млада ќе влезе во таа војна, значи од страна многу македонци всушност влегуваат и во Втората светска војна и во Грчката граѓанска војна.
учествуваат во таа војна од страната на комунистите. Значи, оваа девојка ја следиме нејзината приказна, значи, од во таа војна, движејќи се на фронтовите, значи, таа станува многу сериозен лик, значи, напредува во ранговите на армијата, подоцна се движи во Југославија, во нели осамостојувањето, нели Македонија како Социјалистичка република Македонија, дел од Југославија, на крај приказната продолжува, таа заедно со уште неколку луѓе завршуваат и во московските затвори во Русија, на Сибир, значи една цела така прилично широка приказна. А овој стилот на Петре во овој роман е поразличен од другите, тука е поекономичен, тука е речениците се по-кратки, куси си има, си следи стилот почетокот до крајот. И мислам дека она што ми се допадна тука е приказната, а не толку како е напишан романот. Иако романот си е напишан одлично. И мислам дека паметно е направено тоа, значи, во меѓу партизаните, во таа војна, значи војната не е пред се место за некакви романтични чувства или за емоции и така натаму, значи и Небеска е таков лик, цврста жена, иако таа си има и друга страна и така натаму, и мислам дека Петре успел да го задржи тој тон кој што го одразува тоа време и таа група на луѓе. Меѓутоа, ова е добра приказна која што уживав додека ја читав, меѓутоа стилот на Петре во овој роман не е толку добар како во другите романи, кои што ќе ги спомнам сега. Значи, Небеска Тимјановна е третиот роман на Петре Мандриевски, издаден во 1989 година, а на трето место го ставам неговиот втор роман Скакулци, кој што го објавува, да се потсетам, во 1984 година. Значи, може би исто така неочекувано, зошто го одбрав, ова е последниот негов роман што го прочитав и ова е комплетно лудило. Значи, знаете кога ќе кажеме за некој пример, за некој писател или за некој спортист кога ќе влезе во зоната или кога ќе влезе во флоу, кога едноставно речи си како потполно да е воден еден човек од чиста инспирација, од чиста креативност која што едноставно го побива на човечкиот талент или искуство. Не знам, може да гледате некој играч, пример, не знам, Майкл Џордан игра кошарка и сваќате дека во една четвртина или во едно полувреме или во еден натпревар, значи дека тоа е веќе станува магија, станува чиста креативност. И мислам дека прв пат тука Петре Мандриевски влегува во зоната и прв пат тука се гледа неговиот неверојатен талент, каде што овој роман кој што се занимава, да не скокам премногу, се занимава со по Втората светска војна, нели, колективизација, ново време, се гради нова иднина и така натаму, сега веќе сите се другари и другарки, има обнова, сите се на некој начин се просветуваат, жените веќе користат зборови како не ме тангира и така натаму, значи Петре тука хуморот негов доаѓа до израз, значи не е присутен толку во Небеска Тимјановна, меѓутоа во Скакулци хуморот негов е одличен. Ова е роман кој што е напишан демирхисарско, значи не знаеме точно каде, иако предпоставуваме, има некои локации, меѓутоа повторно таа селска средина, каде која што Петре ја владее, меѓутоа епизодно е напишан овој роман и Петре вели сакал да напише нешто меѓу бајка, трагедија и гротеска. И мислам дека тоа сето тука го има. Единствено зошто не би го ставил овој роман погоре, затоа што нема едноставно приказната не е толку силна. Значи тука веќе стилот, начинот на раскажување, феноменален хуморот, значи речи си преоѓа во магичен реализам, значи дури ме потсети, ако сакам да го споредам, во неговата критика на тоа време, суптилна критика, ме потсети на, да речеме, на Андреј Платонов, еден од моите омилени писатели, кој што е критичар на советското време, иако инсайдерски критичар, значи го критикува, речиси и да несвесно критикувајќи го системот, и тука ме потсети можеби малку, предпоставав дека скакулците нема да дојдат, малку како во татарска пустина кај буцати, дека цело време ни се очекуваат туѓата војска, нели, да нападне. Меѓутоа скакулците дојдоа, станува чисто лудило, има неверојатни ликови, меѓутоа нема типична приказна. Во едно интервју со него читав дека му го поставуваат тоа прашање дека нема главен протагонист, и Петре вери, па добро, окей, сепак овој роман не го пишував само за, го парафризирам сега, за широка публика, туку и за луѓе што
се познавачи на литературата, значи во таа смисла е малку по-сериозно, по-тешко дело. Апсолутно ужива во скакулци, значи ова е роман напишан со голема историја, кој што ми остави на вистина сериозен впечаток. Сега, одиме понатаму. На високото второ место го одбрав романот Пиреј. Знам дека ова е култен роман, значи Петре Мандреевски го објавува во 1980 година, ова е негов прв роман. Пиреј, култен роман, многу читан, не знам, претпоставам дека е лектира и така натаму. Меѓутоа, на второ место зошто? Затоа што тука пак во Пиреј има одлична приказна. И приказната за мене беше клучна зашто го одбрав да биде на второ место Пиреј, а не Скакулци. Иако Скакулци мислам дека е подобро напишан. Пиреј има приказна со која што се поврзуваме на неколку нивоа. Сега не се повторувам, имам цело видео за тоа. Функционира на неколку нивоа, меѓутоа и одличен роман, одлична приказна. Меѓутоа, она што тука мислам дека Петре се уште не е созрян како романописец, мое мислење. Значи има многу повторувања, има многу набројувања. Дури ќе се осмелам да го предизвикам дека Јон и Велика и не звучат толку различно и не звучат толку убедливо, значи не е Петре Мандреевски Вилијам Фокнер, пример, во Врева и бес или Додека умирав. Значи, мислам дека се уште неговиот глас тука не е толку убедлив, негов прв роман. Меѓутоа, она што ми се допаѓа и зашто го ставив на второ место, затоа што приказната е убава, значи е трагична и комична, значи кажа во видеото дека и можам да го читам и како антивоен роман, значи историски роман и така натаму. Меѓутоа, Пиреј за мене не е најдоброто од Петре Мандреевски. Можеби ако ги прочитам сите овие романи повторно за 10 години, ќе имам поинакво мислење, меѓутоа сега за мене Пиреј, дури се мислев меѓу Скакулци и Пиреј кој да биде второ, трето место, меѓутоа се одлучив за Пиреј затоа што има добра приказна. И веќе дојдов до првото место и го одбрав Последните селани. Недвосмислено за мене ова беше вистинско ремек дело, роман со повторно слична атмосфера како кај Скакулци, едно село, значи немаме многу одредници, со запуштени ликови, исто така после Втората светска војна, Алексо Жешков, нашиот Рамбо, ако сте го читале, Бегалец во шумите, ако сте го читале овој роман и сте го гледале Рамбо, првиот дел Рамбо со Силвестер Сталоне, ќе сватите на што мислам. Алексо Жешков, нашиот Рамбо, меѓутоа овде има една одлична атмосфера и што сакав да кажам, приказна и добра изведба, значи добра реализација. И двете работи ги има тука и затоа според мене ова е негов најдобар роман. Значи има една неверојатна атмосфера, повторно на моменти се движи речиси во магичен реализам, во магичното, фантастичното, реалното. Значи тука Петре Мандреевски во Последните селани е влезен во зоната и речиси како музите, како чистата инспирација да пишува преку него. Сигурно не е така, сигурно има многу тешка работа во тоа, меѓутоа мислам дека ова е негово најдобро дело. Да го искритикувам малку тука, значи можел целосно да направи на кавкијанска атмосфера во која што се е малку како во сон, се е магично, не знаеме каде се случува, не знаеме кога се случува романот, меѓутоа и тука имаше неколку страни каде што мораше да ги вметне бугарите, србите и така натаму. Во Пиреј, бугарите и србите, или целото тоа прашање присутно низ целиот роман и тоа е поентата на романот. И таму, меѓутоа мислам дека тука, па можеби и во Скакулци малку го вметнува тоа каде што мислам дека е беспотребно, меѓутоа тоа е мое мислење. Сега, сите овие романи од четвртото, третото, второто и првото место, значи можеби некој од вас ќе ги поинаку ќе ги подреди овие романи, тоа е окей, значи ова го правам не толку, не е некоја дефинитивна листа, топ листа, ова го правам за да биде поинтересно, да предизвика дебата, разговор, меѓутоа најмногу да ги предизвика луѓето да ги прочитаат овие романи, затоа што сега ние може да дискутираме, да дебатираме, меѓутоа најубаво секој да земе за себе да ги прочита. Ова е мое видување. Можеби за 10-15 години поинаку би ги подредил романите, меѓутоа тоа е тоа. Петре Мандреевски, дали е светски писател? Има квалитет. Она што е мое чувство за македонските писатели е дека талентот е апсолутно присутен.
и сме го виделе. Меѓутоа, не сум сигурен да речеме, ако го споредам, да размислував за неколку писатели, и Милјанко Јерговиќ, за крај ќе го кажам, го читав, како зборува за Исмаил Кадаре, албанскиот писател кој што почина пред 2 години, европски светски писател, значи од голем калибар, и го споредува со Орхан Памук и заклучува дека и Кадаре е поголем писател од Орхан Памук. Тоа е сосема друго прашање. И помислив на Кадаре и, например, на Иво Андрич, писатели кои што се сепак од Балканот, сепак во наша близина. Она што да речеме Кадаре и Иво Андрич го имаат, што мислам дека Петр М. Андреевски го нема, е широчина и универзалност во нивните романи. Значи, сепак, во кога го читате, пример, Кадаре или Иво Андрич, да речеме, ако го читате, не знам, Мостот на Дрин, например, тоа е роман со епски размери, со епски квалитет. Меѓутоа, мислам дека таа приказна, неговата приказна или неговите приказни, пример на Иво Андрич или на Исмаил Кадаре, генералот на мртвата војска, или Камена тврдина не толку, меѓутоа Палата на соништата, значи тие се тоа е речиси кавкијански роман кој што мислам дека многу полесно ги преминува границите и се зафаќа со поголема широчина и го користи капацитетот на литературата многу помоќно и посериозно. Во таа смисла Петр М. Андреевски мислам дека е одличен писател, дека се одлични неговите романи, меѓутоа немаат таа универзалност. Океј, и во неговите интервјуи тој вели, значи писателот не може да се одвои ниту од историјата, ниту од контекстот. Тој пишува за тоа што сака да пишува и тоа е сосема окей. Меѓутоа мислам дека во таа смисла неговите романи е потешко да се одвојат од локалното и да ги надминат тие граници и да станат светски дела. Иако се стилот, значи напишување и се околу тоа е одлично. Јас би рекол дека е на светско ниво. Океј, тоа беше се за ова видео за Петр М. Андреевски. Моја препорака пред се да ги прочитате неговите дела, значи без разлика дали се согласувате дали баш така се треба се рангираат овие романи. Океј, продолжувам со други писатели, чувајте се гледаме со наредното видео. Чао!